Одиме со ред, како што најави Александар, Сашо Саздовски, скулптор, веќе мислам дека го имаме на линија. Добро утро. Добро утро, како сте? Господине Саздовски, се надевам дека во овие рани утрински часови веќе сте подобна разбудени, дека не сме ние тие кои што го слушнавте првиот аларм од нас. Не, јас сум ранобудник. Вака, причината поради која што се слушаме овде во утрински брифинг е она глобална акција, односно глобална иницијатива 100 земји, 100 маски. Е под иницијатива на скулпторското здружение ИССА. Може ли накратко, што се овие 100 маски од 100 земји? Како ќе се одвива оваа иницијатива? Дали е онлайн платформа? Па да, знаете сега како целиот свет се смени, сето она рутина која што беше секојдневно одење на работа комплетно се смени, се префрли онлайн заради глобалната пандемија на коронавирусот, COVID-19. И со тоа се спречија, многу граници се затворија и нашето функционирање како асоцијација, тоа е асоцијација на скулптори кои што функционира во целиот свет и така ние како скулптори работиме скулптури во различни земји во светот и тоа се симпозиуми на кои што се среќаваме ние како скулптори и во различни земји правиме своји монументални дела, бидејќи знаеме дека големиот формат на камен не може вие да го понесете со себе во авион. Во секоја земја се организира таков скулпторски симпозиум, каде што во зависност од неколку скулптори па до неколку десетици скулптори на едно место ги работат своите дела и така има една комуникација помеѓу различни автори во светот. И тоа е многу интересен аспект на работа и секогаш може да видите вие од својата земја до каде сте стигнати во однос на другите во светот и разминувате искуства, но со попречувањето на затварањето на границите, целата таа работа е стопирана и ние сакаме да како скулптори да покажеме дека ние секојдневно носиме маски за заштита од прашината која што ја правиме независно од каков материјал користиме, дали тоа метал, дрво, камен. Секој скулптор има афинитет кон свој особен материјал. И тоа е една поддршка, ние како автори со секојдневната наша заштитна опрема да кажеме дека заштитата која што ја носат медицинските лица и сега сите ние што мораме да се придржуваме кон тоа дека тоа станува секојдневие, како што тоа беше за нас пред некој време. Може ли да се направи некаква паралела со тој условно кажано скафандер кој што и вие го носите при време на работа, да ни опишете како е да се работи во тоа? Еве, ако малку може да направиме некаква паралела, па почувствуваме како име на медицинските работници? Па, знаете, денеска е секојдневие, сите знаеме веќе како е да се биде цел ден во маска, кога ќе излезете од дома мора да имате на себе. Но тие маски што ги имаме ние како професионални, тие се доста добри, зашто протокот на воздух во нив, тие се одлично направени, протокот на воздух е доста добар, што успева да заштитат голем број од частичките кои што се во воздухот, па така и бактериите кои што се и вирусите. Ама напорно е, тоа ми беше муабетот, напорно. Да, во секој случај е напорно, бидејќи нашата работа како скулптори е напорно, бидејќи ние ги носиме тие маски по десетина сати на ден. Кога ќе фатите вие да работите монументална скулптура, таа изискува многу физичка работа од вас, но и многу долг временски период. И знае да биде напорно, да. Сигурно. Но, знаете, ние секогаш мора да се навикнеме кон новите начини на функционирање. Како е со природата, како викаат, нема да преживеат најсилните, туку тие што се најадаптибилни, кои што највеќе ќе се прилагодат на промените. Не сакав да биде во фокусот коронавирусот, особено кога
зборуваме за скулпторството, кога зборуваме за генерално за уметноста, меѓутоа неизбежно е од тој аспект како професија, односно како занает, колку е скулпторството во моментов погодено од пандемијата? Па ви кажав дека е доста погодено, бидејќи ние функционираме така што одиме некаде и сега, нели, авионските компании се комплетно... Добро, настрана од тоа, колку е возможно, така, но колку е возможно, пандемијата остава и време за изолација. Веројатно на еден скулптор таа изолација... Па добро, изолацијата секогаш е интересна. Уметниците се секогаш во некаква си своја изолација, бидејќи секогаш како уметник мора да се повлечете назад во себе, да ги преиспитате своите ставови, за да може да придонесете кон ново творештво, нешто ново. И тоа е многу интересно. Мене секогаш и во моето уметност ме интересираат тие некои елементи на неистражени елементи, на емоцијата внатре во себе, како може да ја преточите во форма. Мене, например, ме интересираше бесконечноста како неречен математички проблем и јас гледав од пиковен аспект да ја решам. Па решавав некои секојдневни елементи. Значи имав еден циклус што ми се викаше фамилија, каде што ги решавав тие некои глобални проблеми како фамилијата, како нуклеус, како единка која што, нели, сите ја живееме и секогаш гледам преку формата да ги пренесам тие работи. Да, тоа е вашиот начин на изразување. Да. Меѓутоа, стопирани ли се сите оние ајде јас ќе ги наречам нарачки на монументи. Не зборувам само за некакви комерцијални действија, туку кога се во поглед и сите оние надпревари во поглед на културата, сите оние изложби во поглед на културата. Има ли, сакам да кажам, нарачки кај авторите сега во моментов да се изработуваат работите или ставени се во мирување? Па, знаете како, сега повеќе јас работам на моите скици, на разработка на своите идеи, но има многу интересни сега, например, баш пред некое време видов има онлайн симпозиум, значи автори кои што од дома работат, значи во своите ателјеа, работат скулптури и ги поставуваат на интернет како процесот на работа се одвива во текот на одреден ден. И тоа е многу интересно, например, за тие што не знаат како оди тој процес, да го видат процесот, например, онлайн како е. Значи, секогаш мора да најдете некој нов начин како да функционирате. Напротив, сега, например, има многу интересни онлайн случувања кои што, например, Претходно не би ни постоеле, да не беше. Да, претходно не постоја. Значи, има многу интересни начини како продолжуваат да функционираат работите, но работите мора да продолжат да функционираат. Така, господине Саздовски, при крајот на овој разговор од 10 минути посветен на културата, верувам дека не често граѓаните имаат можност да ги слушнат директно зборовите на скулпторите, глобално уметниците да, меѓутоа скулптори и можеби не толку често. При крајот сме на она што значи учебна година и некаде кога се подготвуваат идните академски граѓани, би сакал од вас лично да слушнам што значи таа професија, тој занает и зошто некој би требал да се окуражи токму да го фати тој правец. Каква е и состојбата со токму вашата бранша во Македонија? Наидува ли на доволно поддршка? Има ли доволно работа? Има ли доволно проекти? Добро, јас сум и професор во Радио Евчевски Корчагин, предам ликовна уметност и ги поздравам сите мои колеги кои што сме нели приморани да го смениме начинот на нашето предавање од секојдневно нели одење на работа. Мораме онлайн да се префрлиме на студентите, им даваме задачи на учениците да работат. Но сега не знам дали добро одговарам на вашето прашање, но мислам дека тоа ме прашате за зошто некој треба да така да. Како се одвива, например, целиот тој процес на предавање.
Значи правиме ние онлайн предавања на кои што учениците пробуваат да најсоодветно да одговорат. Сега, значи, истото тоа се случува и со ликовните школи кои што исто така им даваат на своите ученици своји задачи кои што тие гледаат најкреативно дома да ги решат. Добро, прашањето ми беше усмерено кон тоа некој да се мотивира и да го фати токму овој занает, меѓутоа нема веќе така. Нема веќе да ви одземам од времето. Јас ќе ви се заблагодарам што одвоивте време за утрински брифинг. Ви посакувам успешна работа, ви посакувам да се чувате во ова време на пандемија, кај да, еве, веруваме сите дека за брзо ќе опаднат бројките, за брзо ќе се вратиме во некоја нова нормала. Сигурно ќе имаме прилика повторно да се слушнеме овде во студиото и да ни гостувате по завршувањето на сите овие рестриктивни мерки, да поразговараме опширно за скулпторството како своевидна гранка од културата. Благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас.